претходните две епизоди ви открив кој ги готви дезинформациите, ве водев по темните патеки на алгоритмите и социјалните мрежи. А сега конечно дојдов пред вашите порти. Сега ќе одговориме на најважното прашање. Зошто јас, само со моќта на волјата, можам да одолеам да кликнам на скандалозна вест, а вие не можете? Зошто вас ве лажат, а мене не можат? Може, да. Моето продорно истражување докажа дека, за жал, оваа специјална кацига нема да ве заштити од дезинформација. Затоа, иако ви ветив, јас еве нема да објаснам како таа се изработува. Затоа што јас не ширам дезинформација. Сепак, поради мојата методичност и поради вас, јас ќе стрелам директно во сршта на темата. Зошто обичните луѓе се поретко седат во мало, а се почесто седат на социјалните мрежи? Каде лежи заекот? Ние сме социјални суштества, се дружиме, ствараме определени мрежи во кои што ние функционираме, значи тоа не е нешто ново. Онлайн социјалните мрежи стана замена за социјалните мрежи. Сакаме да припаѓаме на групи, сакаме да припаѓаме на заедница и сакаме да знаеме што се случува. Сакаат и да коментираат и да се мешаат и да бидат и политичари, и спортски тренери, и селектори и така натаму, така да тоа е ја мислам во природата на луѓето е да сакаат да дознаваат и да знаат, да бидат информирани. Остануваме во контакт со многу луѓе, го негуваме пријателството преку социјалните мрежи во овој свет во кој што сме толку многу зафатени. Социјалните мрежи тоа го овозможуваат. Ако порано било само телеграмата или телефонот, сега сме многу поврзани. Брзината со која се шират информациите, лаги или вистини, е неприкосновен бенефит, затоа што во милисекунда јас можам да дознам се. Виртуелноста ни дава некои можности кои ги немаме. Например, можете да бидете анонимни. Има луѓе кои тоа го сакаат. Социјалните мрежи ни се многу погодна почва и простор каде што ние го промовираме својот идеален сев. Споделувајќи некоја информација, покажуваме што ни е нас важно. Истото мнение го делам и јас. Позитивните секогаш имаат и негативна страна. И негативната мислам дека е токму тоа што просторот да каже секој се и се што, во тој еден огромен простор на информации и дезинформации, ние не можеме да направиме разлика нели што е точно и што не. И во крајна линија многу често еден помал дел, меѓутоа доста токсичен дел на народот, ги користи за некаков психолошки даунлоад. Ке дојдам денеска, ке испцувам 10 луѓе, ке покажам со прст, ке етикетирам и можеби се осеќам малку подобро за себе, така што веројатно кажува дека мојот живот не е баш најсреќен и најдобар. Можноста за ширење на дезинформација е огромна од социјалните мрежи, мислам дека тоа е најнегативниот момент. Сепак, јас сметам дека моите гледачи поминуваат премногу време на социјалните мрежи. Јас, например, не гледам ништо што е доволно достојно за нивното внимание, освен оваа емисија. Но еве, поради нив морам да прашам, дали моите гледачи се изложени на премногу информации во единица време? Дали може би тука лежи еден од зајаците кои еве веќе трета епизода ги бараме? Човекот е изложен на информациите, тие доаѓаат до него, он веќе не ги ни бара. Доаѓаат точни, неточни, сензитивни, вулгарни, секакви информации доаѓаат. Наше е да ги селектираме всушност. Понекогаш е тешко веројатно да се реши што човекот го интересира во денешно време. Знаете, пошто бидејќи медиумите го бомбардираат со вести, порталите телевизиите го бомбардираат, од сите страни пристигнуваат вести, преработени или непреработени, сеедно,
Меѓутоа, толку многу информации кои што голем дел се веројатно и непотребни. Тоа е некој магепсан круг каде што ние сме бомбардирани со многу информации и од што сме бомбардирани со многу информации и не можеме веќе толку многу да примаме. Па дури капацитетот ти се намалува во текот на денот или во текот на неделата да разликуваш точно од неточно. Така да те фаќаат на кондиција, со други зборови. Тој притисок на многу информации не прави сигурно помалку ефикасни во проценката што е информација, што е дезинформација и е можно да отидеме во една друга крајност, која значи дека апсолутно не ме интересира да следам вести. Таа информацијска презаситеност води до полесно криење на ваквите вести или да речеме може да се збута една вест убаво, тоа е еден така убав колоквијален израз, да се збута заедно со еден куп други вистинити вести и многу лесно да се камуфлира. Половина час ние може да прочитаме 30 вести, ќе се јават 30 различни емоции и кај нас може да настане толку голема забуна, што внатрешно, бидејќи се неосвестени, ние може да се чувствуваме лошо и нема да знаеме од каде ни е тоа лошо. И едноставно ние, бидејќи нема да имаме време да ги разработиме, тие ќе останат неизреагирани, неманифестирани, а тоа ќе направи навистина лошо во однос на нашиот психички живот и нашето ментално здравје. Добро, јас не сум експерт, ниту научник како вас, но јас имам многу цврсто изградени ставови и мислења. Поради ова, понекогаш знам и да напишам некој убаво срочен, научен статус на ФБ. И понекогаш некои високо рангирани медиуми знаат и да го шернат во целост тој мој статус и да настане општ хаос. Зошто е ова лошо? Страшно е што сега некои непроверени, неточни информации се представуваат како научни. Мислам дека науката се искористува, се спомнува зборот наука и научно истражување, за да се пласираат неточни информации. Глупоста владее со светот. Мислам, порано имаше догми, имаше инстанции кои не смеа да бидат изложени на преиспитување. Сите идоли ги урнавме, сите догми ги отворивме, но го симнавме и системот на вредности. И сега се е еднакво. Јас и некој Нобеловец сме исти на мегданот на социјалните медиуми. Тоа предизвикува многу сериозен проблем, затоа што самите дезинформации не нужно сакаат да не натераат да веруваме во лага. Дезинформациите се дури и поопасни доколку ја заматат водата, за да не можеме ние воопшто да знаеме што е тоа вистина, уште помалку да знаеме што е тоа факт, или воопшто да не знаеме која е методологијата со која што треба да пристапиме во одредување во анализирање на овие информации. Добро е новинарите кога тоа го прават, да го направат јавно и јасно и да кажат дека е тоа коментар, например, а не информација. А на луѓето останува сами да го препознаат тоа и да видат дали ќе му веруваат понатаму на тој медиум или на тој извор на информации. Добро, јас многу малку време поминувам во дигиталниот свет и немам време да читам обични вести, јас само кликнувам на оние шокантни наслови, скандалозни наслови со фото, видео и така доаѓам до сршта на информацијата. Зошто обичните луѓе не го прават ова? И доколку го прават, зошто се уште имаат проблеми со дезинформација? Мене ми златно правило ми е ако информацијата сака да те натера да се плашиш, ако сака да те наведе на страв, да испровоцира страв, ќе треба да бидеш екстра внимателен со неја. Најчесто насловот е оној во кој се ставаат некои кажани и недокажани вести, шокантно фото, видео, извичници и прашалници, смрт плюс 18, се што и онака е скандалозно само по себе, ево таа некаква си содржина. Сензационализмот и кликбейт, насловите се многу често, за жал, присутни кај нас, во медиумскиот простор и не само кај нас. Генерално, ајде да речеме, на Балканов тоа е доведено дури до некој екстрем. Ако погледнете на агрегаторите што се чита и какви кластери се прават, тоа е од сензационализам во сензационализам, од кликбейт во кликбейт. Самиот дизајн на социјалните мрежи, на алгоритмите, преферираат содржини кои што имаат поголем engagement, односно повеќе лајкови, повеќе коментари, повеќе шерови. Што најмногу провоцира луѓе? Страв, гнев, лутина. Ако видите нешто непријатно,
сообраќајка и така натаму, луѓето застануваат. Луѓето сакаат да ги гледаат тие работи. Не затоа што се тие лоши луѓе. Напросто тоа е во човековата природа. Ајде да им помогнеме. Како обичниот човек да препознае и да се заштити од овие дезинформации? Треба да стануваме свесни за какава е моќта на дезинформациите. Кога знаеме моќта на дезинформациите, веќе имаме нешто во кое што ќе бидеме малку поотпрепазливи. Најпрво треба да разбереме дека секоја информација или секој сорс на информација, шансите да има некаква агенда или цел, намера позади таа информација се многу големи. Треба да видат од кого доаѓа веста, секогаш да ја барат, ако е на агрегатор, да ја бараат првата, значи да видат кој е изворот на таа вест. Потоа да видат таа вест на кого се повикува. Исто така е многу битно. Дали е тоа анонимен извор, ми кажа комшиката, живи мајка знам и така натаму. Секогаш проверувајте ги сајтовите кои ги отварат. Дали имаат импресум, дали има оставен контакт, дали текстот е подпишан од новинар и кој е новинарот за тоа. Мислам дека клучни од тој аспект се силни и независни медиуми и едуцирана јавност. Тие две работи можат да го променат тој тек, меѓутоа само ако и едните и другите се на потребното ниво. Трите работи кои би ги препорачал се образование, образование и образование. Тројството е критичко размислување, политичко образование и медиумско образование. Медиумска писменост подразбира писменост. Ако потфрлите во писменоста, медиумската писменост не може да ви помогне. Ако сакаме да зборуваме за култура на критичко мислење и на медиумска писменост, ја мислам дека треба да влеземе малку посистематски во борбата со истите, бидејќи сега ова што го гледаме само стихино затворање на дупки отворени од лаги. Нешто што мора да се почне уште веројатно од основна школа во некаква помека форма и потоа да се гради во се подетални курикулуми кои би биле наставни планови кои би биле присутни на универзитетите. Ако сакаме да ја адресираме оваа ситуација, ако сакаме да се извадиме, Едукација е најважната работа, би рекол, односно способноста да се мисли критички. Да разбереме како функционираат логички грешки и да разбереме како функционира моќта на манипулацијата, да разбереме како се користат нашите емоции против нас самите. Како се користат нашите идеали против нас самите. Апсолутна доверба не сме да се има во никого, меѓутоа не сме да се има ни апсолутна недоверба затоа што тогаш ќе се распадне општеството целосно, затоа што ќе немаме заеднички принципи над кои би ги граделе своите животи. Ете, драги мои, само поради вас нурнав каде што ретко кој нурнува. Сега сте подготвени за борбата со дезинформациите. Добра ноќ. И не заборавајте да проверите дали нешто што рековме во емисијата е дезинформација.